Ван Хол банкротираше, но фабриката во Македонија не е загрозена. Белгискиот производител на автобуси и специјални возила после ковид кризата се најде во незавидна ситуација заради намалувањето на нарачките, посебно од ние од тендери за градски превоз. Долгорочно тоа доведе до непремостиви разлики меѓу основачите на компанијата и семејството Ван Хол, како и останатите акционери. Бизнисот сепак продолжи и најпрво беше донесена одлука за префрлање на целото автобуско производство во Македонија, што во белгиската фабрика остави 1100 луѓе без работа. Но тоа само повеќе ги искомплицира односите, изфрлајќи ја на површина болната вистина дека нема шанси за брзо опоравување на компанијата. Тоа пак предизвика реакција кај кредиторите кои побрзаа да ги заштитат своите инвестиции таму, а се мешаа и политичарите. Заради наталожените долгови од 400 милиони евра на Ван Хол не му преостануваше ништо друго осем да побара судска заштита и прогласи банкрот. Во меѓувреме се појавија и заинтересирани страни за превземање на компанијата. Стечајните суди брзо одлучија и ја прифатија заедничката понуда на холандскиот ВДЛ за автобуско производство и Шмидс Карго Бул за бизнисот со индустриските возила и приколките. Со тоа, сега ќе останат без работа меѓу 1550 и 1850 луѓе.